Пензионерите од истокот по 8 пат ќе користат бесплатна бањско-климатска рекреација и туристички викенд. И годинава најголем интерес има кај штипските пензионери, кои за неполни 2 недели си имаат пријавено над 600 лица. Пензионерите може да се пријавуваат до 20 февруари, а Министерството за труд и социјална политика го има последниот збор кои од нив ќе бидат избрани да ги користат овие услуги. Не е потребна никаква документација, освен еден чек од пензијата, кај што ќе се види статусот на пензионерот, и да се дојде во потрачната единица на Фондот за пензиско осигурување во Штип и да се направи таа апликација. Потоа следува делот на доставување на оваа документација до Министерството за социјална политика, која што повеќе однапред утврдени критериуми ќе изврши селекција и ќе го објави списокот на лицата кои што ќе користат оваа привилегија. Оваа мерка, освен на пензионерите, им е од голема полза и на туристичките капацитети. Штипските пензионери се опатуваат во најблиските природни лекувалишта, како и туристички места со кои изобилува овој дел на земјава. Бањска климатската реакција е 7 дена, 7 платени пансиони, додека туристичкиот викенд е 3 дена, односно 3 ноќи, 2 полни пансиона. Штипските пензионери по правило ги користат и се насочуваат до најблиските капацитети во околината кои што имаат услови за прием на пензионери за ваков вид на рекреација. Значи, претежно, штипските пензионери одат во Бања Банско кај Струмица, во делот на бањско-климатска рекреација, додека туристичкиот викенд се користи во Дојран, во еден од хотелите на ова наше летувалиште. Од подрачната единица на Фондот за пензиско во Штип годинава очекуваат бројот на пријавени да достигне 1000, а исто така да биде надминат и рекордот од 2015 година, кога над 300 пензионери од Штип ги искористиле бесплатните бањски услуги.